оглед на проветрување во владата, дали во истото ќе биде вклучено и вице-премиерот Бујар Османи со оглед на тоа што ете своеволно одлучи да не оди на конференцијата на Западен Балкан? Тоа е моето прво прашање. Моето второ прашање, подзеја сме дека нацрт стратегијата ќе пристигне во Македонија пред него, не остапува тоа да има промена на уставното име, како Македонија ќе изреагира на оваа провокација со оглед на тоа што вие рековте дека прашањето за идентитетот нема да биде во 7 точки од нацрт стратегијата? Добро, еве вака, прво дадов и вчера одговор, коментираше и потпредседателот на владата Бујар Османи, се работи за аспектот на солидарноста на земјите од Западен Балкан. Веројатно не до крај давањето на објаснението за оваа своја одлука предизвика реакција со право кај граѓаните. Верувам дека со неговиот одговор од вчера, мојот одговор од денеска, еве повторно ќе дадам одговор, се работи за солидарност во делот на организацијата и поканата на сите меѓународни настани поврзани со интеграцијата на Западен Балкан во Европската унија. Секогаш сме присуствувале 6 земји, јас знам дека е многу непријатно во регионот, некои земји го признале Косово, некои не го признале Косово и поради тоа е така, но нашата пракса покажува, кај Могерини сме на вечера сите, кога одиме на работни состаноци сме сите. Веројатно на 1 март сега во Софија ќе бидеме сите премиери. И од тој аспект верувам дека чувството на солидарност пред се како земји од Западен Балкан 6 била причината за ова. Во вториот дел од прашањето не би сакал навистина да навлегувам за коментарите на другата страна во преговорите. Нашите позиции од прилика се јасни, ние сме подготвени за решенија, на Македонија и требаат решенија, знам дека и на Грција и требаат решенија. Верувам дека ќе се изнајде навистина решение кое што ќе биде достоинствено за двете страни. И навистина дека нема да задира во идентитетот на нашиот македонски народ, но нема да задира во потребите од идентитетското поставување и на дел од народот во Грција. Впрочем, и тоа е прашањето за разговорите. Ние разговараме преку изнаоѓање на решение за името за разграничување на регионот на Северна Грција, кој што се вика Македонија, со Република Македонија. За какви грешки се работи на функционерите, поради кои што треба да бидат сменати? Значи, прво да нема дилеми, евентуална реконструкција, промени ќе се случат заради окрупнување на парламентарното мнозинство. Од тука доаѓаат работите. Ако се случуваат било какви незаконски работи или слично, тука нема реконструкција, тука има кривични пријави, истраги пред обвинителство и готово. Се работи за пред се преглед на сите резултати и активности во еден пресек од 10 до 12 месеци, каде што можеме да видиме дали сме задоволни пред се граѓаните и сите ние прво одговорни, кои што очекуваме граѓаните да дадат свој коментар за луѓето кои што не поставуваат на овие високи и одговорни извршни функции. Согласно тоа, не се работи за нешто кое што од таков чувствителен или суштествен карактер, туку се работи за одговорност пред граѓаните, како што реков, ако некој не може доволно да се снајде на првата позиција, ќе обиде на втора, на трета позиција, за да даде придонес, затоа што сериозни се потребите на граѓаните, барањата се многу високи и јас го разбирам тоа, без разлика колку сме сите свесни за урнисаната финансиска состојба во државата која што ја затекнавме. Драго ми е што веќе се стабилизираат силно работите. Многу голем процент од граѓаните исто така е свесен како беа буквално блокирани самите институции преку законски решенија. Знаете дека 30-40% од власта се уште не е променет. И не брзаме, ние сме различни од ВМРО ДПМН, но за да се преземе до крај одговорноста и се испорачат потребите на граѓаните, навистина беше потребно голем дел од законски решенија да се променат, парламентот е блокиран или слично. Така да во овој дел на ова реконструкција немојте да очекувате дека се работи за некој неуспех, за нешто кое што ние сме го имале проектирано, не сме успеле. Реконструкцијата би се случила заради природната потреба од распределба на одговорноста согласно со зголемениот број на пратеници во новото парламентарно мнозинство. Секако, ако претходно успееме да се договориме за тоа ново парламентарно мнозинство. Во врска со блокирање на собранието, формирани се работни групи меѓу СДС и ВМРО кои работат за достигнување на договор за двотретински закони. Кој е резултатот на овие повеќе средби и дали очекувате како услов на ВМРО за да ги гласа овие закони да биде амнестија? Не, апсолутно. Работните групи се направени со чувството и потребата да бидат сите вклучени од самиот почеток на изготвувањето на законските решенија. И сега е почетокот на изготвувањето на законските решенија за кои што треба двотретини.
Ние разговараме и за законски решенија за кои што не е потребно двотретинско мнозинство, односно е потребно просто мнозинство. Би сакале да добиеме поддршка од опозицијата и на тие закони. Секогаш кога тие се подготвени да се втурнат, уште од самиот почеток, ние тоа ќе го правиме. За сите законски решенија кои што веќе се пред парламентот, правевме повик уште од самиот почеток. Еве сега додека се во парламентот, исто тоа го правиме. Ќе го кажам само законското решение за заштита на сведоците. Тоа е усогласувано од кога веќе стигна во парламентот, оти во тие моменти кога беше изготвено, ВМРО беше пред Конгрес, ВМРО-ДПМН не беше пред Конгрес, има несоодветна веројатно поставеност како во парламентот да влезат во преговори, но никогаш не е доцна. Еве веќе се разговараат и за оние законски решенија кои што не се неопходни двотретини гласови во парламентот. Така да работните групи имаат за цел да помогнат во реформите преку еден консензус на критичен осврт на опозицијата, со будно око на опозицијата како што личи во сите демократски држави да бидат вклучени за да може да добиеме поквалитетни решенија. Многу е важно после тоа дека нивната вклученост би била и соодветна гаранција за имплементацијата преку критичниот осврт на опозицијата. Амнестијата не е апсолутно точка на разговори во ниту едни работни групи. Дали ќе има проширување на владинското мнозинство и со кои партии се разговара? Па ние разговараме со опозиционите партии за да го прошириме мнозинството и тоа е и начинот како да го проширите мнозинството. Ќе разговараме со сите политички партии кои што би сакале да ги поддржат процесите кои што се отпочнати во државата со една засилена тенденција заради тоа што доаѓа пролет, а пролетта е многу важна и заради оперативните теренски активности, реализацијата на крупните капитални проекти во државата, но и политичките аспекти како што е интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската унија. Сериозни прашања се исправени пред Македонија. Нема да биде на одмет да тоа парламентарно мнозинство биде постабилно, посериозно, а секако со присуство на опозицијата да се носат сите одлуки во законодавниот дом. Дали очекувате да се договорите со Србија која што немаме контрмерки за брашното и трговска војна поради ригорозните мерки за увоз на брашно од Србија која што ги има направена Македонија? Градиме пријателство и позитивен однос со сите наши соседи. Јас верувам дека кога сме изнаоѓале во минатото решение на многу потешки прашања и на ова прашање ќе најдеме решенија. Уште денеска веројатно веќе ќе има разговори помеѓу соодветните министри за да може да се изнајдат решение. Ние треба да им служиме на граѓаните да не бидеме никаква пречка ниту за трговијата, ниту за било кој вид на соработка, така ќе биде и во овој однос на проблем кој што се има сега создаден. Проблемите со мелничарите очекувате лево да поскапи година? Не очекуваме, заради тоа што се надеваме дека продуктивноста ќе биде соодветна, ќе има доволна понуда, државата мора да интервенира. Јас на решението гледам преку модерните мерки кои што ги употребуваат земјите, а тоа се складишните белешки како вредностни хартии кои што ги користат многу европски земји, многу земји производители на жито. Се работи за можност кога преку давање на складишна белешка од страна на државните институции, самите производители на жито ќе можат дел од тие складишни белешки да ги оновчат заради саидбена сезона, а всушност да се случи продажбата на житото тогаш кога цената е повисока, а тоа е веќе есента, ноември, декември. Таквите механизми се решенија на оваа проблематика, за да можеме секако да бидат доволно задоволни и доволно мотивирани производителите на жито, а секако тоа да нема влијание врз севкупната цена на левот.